Отворено студио, разговор со високиот партиски функционер на СДСМ и министер во владата на Зоран Заев, Дамјан Манчевски. Добро вечер, министре. Да почнем со партиската или со министерската функција? Како сакате така? Во овој момент треба да ги раздвоиме важно двете. Да, да ги раздвоиме. Во овој момент, но иако во еден момент и мислам дека може да се допрат. Во овој момент станува најатрактивното прашање кој ќе биде претседателски кандидат на СДСМ. Денеска го чувме лидерот Зоран Заев, правите сондажи, десетина кандидати и така натаму. Она што мене ме интригира, а што почнува веќе да не глочка, дали реално постои судир концепцијски меѓу така нареченото скопско партиско крило, приврзано кон Радмила Шекеринска, и ова другото од внатрешноста приврзано кон Зоран Заев, и дека повторно се ризикуваат оние притаени фракционерски борби. Не, нема никаква. Ај не очекува дека ќе би кажете да. Не, ќе ви кажам и најотворено. На вистина факт е дека, и тоа јавно го зборувавме цело време, дека сакаме да истераме еден чист мандат во кој што нема да имаме предвремени избори. И тоа е нешто што цело време сме го кажувале. Меѓутоа, за не личиме па и како претходната власт, каде што не ги слуша и барањата и аргументите на опозицијата, кога главната опозицијска партија ви бара предвремени парламентарни избори, особено во вакви моменти кога се случи уставните измени, кога сме на прагот на влез во НАТО и во Европската унија, апсолутно е вредно да се анализираат сите можни аспекти, зашто е можеби подобро да има заедно со претседателските, значи секако веќе ќе имаме избори, да имаме и предвремени парламентарни избори. Не брзаме во однесењето на одлуката и апсолутно нема, секако што кажавте, ваква географска поделеност на има некои луѓе што сметаат дека треба, има некои луѓе што сметаат дека не треба. Меѓутоа, како и да е, партијата не е оптоварена толку со тоа прашање. Ние ги гледаме пред се партиските анкети и сондажи, сме цврсто уверени дека на следните избори какви да се, дека ние ќе победиме. Сега, друго е прашањето дека кои се мотивите на опозицијата да ги бара изборите. Мене ако ме прашате за да Христијан Мицковски и раководството на ВМРО ДПМН не влезат во собранието. Затоа што и тие ги знаат анкетите. Апсолутно се свесни дека немаат никаква шанса да ги добијат избори. И сега не гледам друга причина за нив, освен да се позиционираат внатре во собранието, да ги сменат актуелните пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и да се позиционираат како некаква си можеби единствена опозиција. Ваквата суперматна позиција која сака да покажете, помалку личи на оној синдром СДСМовски на само Бендицона, сигурно победуваме. Како што морам да ви кажам дека ако се државните интереси во прашање, што толку многу ви интересира што ќе прави опозицијата? А при тоа го изгубиме темпото со Европска унија. Ама токму затоа, значи, ако сме одговорна власт, се надевам дека сме, ние треба да ги земеме во предвид сите општествени чинители. Затоа не брзаме со одлуката, рековме ние ќе имаме централен одбор најверојатно во петок. Не е нужно и тогаш ќе се донесе одлуката, може уште некој ден да се пролонгира, имаме време за оваа одлука, но ги слушаме што велат и стопанските комори. И слушаме што велат и коалицијските партнери. И слушаме што велат на крајот на денот и граѓаните. И на вистина, никој не сме, јас јавно кажав, јас сум еден од оние кои што сметам дека можеби е добро сега да има предвремени парламентарни избори, но апсолутно не сметам дека тоа е најважното прашање. Најважното прашање е што мислат пред се граѓаните и дали тоа, евентуалните предвремени парламентарни избори, може да донесе закочување на темпото пред се во економијата. Ако тоа се покаже дека е така, а анализиве што ги правиме не се само за кандидат за претседателски избори, туку и овој дел, ама апсолутно ќе ги прифатам лично како Дамјан, тие аргументи и ќе се оди само на претседателски избори. Манчевски, може да биде најсилен аргумент НАТО перспективата и решавањето на македонско-бугарските односи и грчко-македонските односи. Меѓутоа, факт е, вие сите знаете дека комплетно во еден период се блокирани перспективите на економскиот замаец. Ние оваа година едва и дали ќе завршиме со 2%. Планираме 3 и кусур насто. Меѓутоа, факт е дека имали избори, 4 месеци замира. При тоа, да не забравиме дека нас ќе ни се стегнат блокадите со челик, кои веројатно ќе блокират еден значаен дел на постотокот на порастот на бруто општествениот производ. При тоа, што ќе доминира? Интересот на бизнис заедницата или интересот на партијата? Повторно ќе кажам, токму затоа сега ги правиме сите возможни сондажи, анализи, разговараме со луѓето. Видете, во Македонија избори секако ќе има. Значи, одредбите од изборниот законник за ограничувањата
во одредени постапки и делувања секако ќе паднат. Дали се председателски самоизборите или парламентарни не е важно. Се согласувам дека психолошкиот ефект врз економијата, да, и тоа е единствената и моја лична задршка во цела оваа приказна, може да има некаков си ефект на закочување на факт економскиот раст. Ние нашите предвидувања ги дадовме и она што веќе го имаме како првични искуства од оваа година се апсолутно многу позитивни анализи. Пазете, резултати. Самото тоа дека факт станува дека Македонија ќе стане членка на НАТО и дека ќе ги почнеме преговорите за членство со Европската унија, нас веќе ни донесува позитивни економски ефекти. И токму затоа се боревме за оваа работа. Ние го направивме единственото нешто што беше возможно, сме пробувале како држава се и се што во минатото. Ама не беше доволно и немаше можеби никој претходно храброст да ја донесе таа одлука. Ова беше единственото нешто што моравме да го направиме за да конечно тргнеме напред. И еве сега сме тука. Сега се согласувам дека е време да се посветиме на реформите и да ги жнееме резултатите на тоа што сме го направиле. Затоа јас лично не сум сврсто убеден во овој мојот став што го кажав претходно. Сакам да ги слушнам луѓето, сакам да ги слушнам аргументите. Вредно е да се размисли едното и другото и затоа не истрчавме веднаш со став, како што ќе сакаме да се ги слушнеме и партиските органи и тела, како што е Централниот одбор, кој што ќе разговараме на темата во петок. Ова тактизирање, истовремено, посебно и така натаму, до крајот на мандатот, парламентарните избори, да го историте мандатот, се крие ли тој притаен страв дека ВМРО може да одигра една политиканска или партиска дозволена политика да ги бойкотира вториот круг на претседателските избори и да немаме избор. Што е алтернативата на тоа? Избор на претседател. Подобро, знаете, има во уставот пропишани механизми во тој случај. Претседателот на собранието превзема улогата на претседател на државата. И после треба да влеземе во или организација на нови избори. Имаме предлог од Демократската унија за интеграција да се бира претседателот на државата во собранието, што исто така вреден предлог да се земе во предвид, можеби не за сега, но во некој иднина. Меѓутоа, кога ја зборуваме за ВМРО ДПМН, ништо не би ме изненадило, иако Мицковски сега од една страна вели дека ќе победел на изборите, а од друга страна на нивниот генерален секретар во една пригода му се испушти дека размислуваат и за бойкот, како што и цело време велеше дека никако нема да го бойкотира референдумот, меѓутоа кога ќе се соочи со реалноста и со бројките, може да се скрие зад бойкотот. И тоа исто така е еден од аргументите кој што треба да го земеме во предвид кога веќе разговараме за каков тип на избори треба да имаме, затоа што и самиот немање на избор на претседател на државата повторно ќе внесе неизвестност, повторно ќе внесе политичка несигурност, повторно може да уплаши, обесхрабри, на некаков начин влијае над потенцијалните инвеститори. Затоа, велиме, сакаме сите аргументи да ги земеме во предвид и со најтрезвена глава, без да имаме пред се во предвид да ги имаме тесно партиските интереси, да ја донесеме одлуката. Да беа тесно партиските интереси на СДСМ во прашање, веднаш ќе ги прифатевме овие избори. Јас сум приврзаник на една византиска политика на преговарање меѓу главните политички игри. Уште имате предрасуди да седнете со Мицковски да договорите влегуваме ли у реална битка за претседател, кој победи, да не биде тоа на штета на нови политички комбинаторики, халуцинации, промени на устав, па Џафери да ја води државата, па нови критики дека сите институции не се мобилни и така натаму. Дали тоа не може да ве носи во директен диалог на джентлменски договор меѓу македонските партии да се влезе во ривалска битка? Не е никаков проблем, но треба да си има со кого да се разговара. Ние разговаравме и сакавме да разговараме и за референдумското прашање, и за начинот на кој ќе се однесуваме сите за време на референдумот. Меѓутоа, во тоа време, нив им беше најважно да го донесат, ако се сеќавате, законот за финансирање на политички партии и го блокира изборот на членови на Државната изборна комисија и го доведува под прашање воопшто одржувањето на референдумот, за да добијат закон за финансирање на политички партии, односно пари од државата за партиите. И тоа беше нужно да се направи за да имаме референдум. Цело време тврдеа пред сите странци дека нема шанса да го бойкотираат референдумот, па го бойкотира. Ама чекајте. Затоа велам. Во меѓувреме ВМРО покажува јасни знаци на својовидна политичка рехабилитација. Погледнете, прифаќа разговори за антикорупцијска комисија и избор на... Чекајте, убаво што ја спомнавте таа тема. Ајде да зборуваме најотворено. Добро. Знаете зошто
до сега се чекаше, па сега брзаме со скратени постапки, итни постапки во собранието за изборот на Државната комисија за спречување корупција. Затоа што ВМРО ДПМН имаше проблем со одредбата во законот која што велеше дека Државната комисија за спречување на корупција треба да има директен пристап до партиските сметки за финансирање и до личните сметки на политичарите. Па тоа го оправдаа како тоа го имало Државниот завод за ревизија, немало потреба друг да го има и така натака. Пазете, сега се финансираме од буџетски средства, од пари на граѓаните. Има проблем со тоа да има антикорупцијска увид во трошењето на тие, затоа не се избра до сега антикорупцијска и нека излезат јавно, еве ги повикувам, нека го демантираат ова и нека кажат зошто до сега не се избра антикорупцијска. Ова е единствената причина. Парите за партиите. Тоа е едната и единствена причина. Да, ама вас е јасно дека секогаш во сите избори постојат и така наречени тајни канали на кофинансирање на партиите и било преку јавни или прикриени донации и тоа исто така дел на легитимитетот на фер изборите. Со овој начин на финансирање кој што го воведовме сега, каде што се финансираме целосно, би рекол, ексклузивно од буџетски средства, да, останате делот за донации, меѓутоа максимално прилично се намалени на 1/3 од вредноста која што беше претходно дозволена. И да бидам искрен, ние имавме искуство во минатото, сите политички партии, дека само физички лица се охрабруваа, таков не беше демократскиот амбиент, да донираат средства. Многу беше тешко да се охрабри било која правно лице, имаше и такви случаи, меѓутоа многу беа ретки, да донира на одредена политичка партија. Овој начин на финансирање и ние сметаме дека така е многу по-транспарентен за граѓани, ама треба да има возможиме пристап да биде транспарентен, да ги имаат информациите. Па се враќам на релацијата. Помокниот кани на гости или вика на гости. Помокниот оваа ситуација, имате комплетно власта. Не ви паѓа на памет на средба на Заев и Мицковски? Не, тоа никогаш не било проблем и сами сте свесни дека имало такви средби. Тоа прашањето што е резултатот на тие, нема проблеми за таков начин. Основниот резултат е да има регуларни претседателски избори и избран шеф на државата, како услов дека функционираат институциите во Македонија, како услов дека сме ние добра земја за влез во Европска унија. Тоа е добар предлог, доколку било која страна, било која, нема да кажам ВМРО ДПМН, нема да има претходни услови. Ама обично кога сме седнувале да правиме муав една пример за референдум или за ДИК, имало услов, ама чекајте, па бараа измени на членови на кривичен законник и така натака. Значи во ред да се разговара. Ако се разговара само за државните интереси и само за претседателските избори. Сега ако седнеме, ви кажувам, барем тоа јавно го зборат. И ако ние имаме друга теорија, како што каже и премиерот, бараат избори, ама како што рече тој, молат Бога да не ги добијат, веројатно ќе има некаква тука можност за пазарење. Сакаме да ги избегнеме пазарењата, сакаме да се консултираме пред се со граѓаните, со бизнис секторот, со невладиниот сектор, со сите чинители во општеството и да видиме и со меѓународната заедница исто така, која што еве колку иде против, моите ставови против предвременни парламентарни избори и да ги извагаме сите тие аргументи да ја донесеме одлуката. Ако се сведеме на директно пазарење, тогаш дефинитивно нема интересите на граѓаните да бидат. Не треба се сведете на директно пазарење, треба да се сведеме на објаснување на луѓето што значи консенсуален претседател. При тоа кога мислиме консенсуален претседател, постојано мислиме дека тоа треба ДУИ и СДСМ или албанскиот и македонскиот блок да се договорат за да биде избран шефот на државата. Ако шефот на државата е татко или мајка на нацијата, легитимно е да се почувствува дека во тоа учествува и дел од гласачкото тело на опозицијата. И тоа би требало да ја води во мотивација за диалог. Токму и тоа е дел од анализите што ги правиме, да беше работата да се договараме СДСМ и ДУИ или политичките партии од власта, ние немаше да влеземе во вакви и во јавноста се слушат, испитуваме. Значи, навистина ни е битно кој од кандидатите можни, многу можни кандидати, има најголема поддршка пред сека граѓаните. Се да бидеме искрени, илузорно ја се очекува дека и сега ќе се договориме и со опозицијата, особено во ваква политичка ситуација, додиме со еден општо заеднички кандидат за претседател на државата. Сепак се губи смислот и на избори на крајот на денот. Но доволно е добро да имаме минимум демократска свест, за да кажеме дека сите ќе работиме заедно кон тоа да имаме успешни претседателски избори. Доволно е. И да неа дополнително евентуално загреваме атмосферата и внесуваме дополнителен фактор на ризик,
еве да речеме немаме парламентарни избори, па да ги проблематизираме и председателските. Ако некој е цврст уверен во поддршката која што има во граѓаните, како што велат, ќе се излезат на избори директно, без воопшто да зборуваат за било каква можност за бојкот, па и да им се излета и да не им се излета. И како што требаше, ако беа уверени во поддршката на граѓаните и за референдумот, и да си ги покажат своите гласови на Како ќе преговара СДСМ со ДУИ за така наречен консенсуален председател? Со свој кандидат, кој ќе оди кај Ахмети на поклонение и ќе бара амин, или со претходни договори тој да биде, да речем условно, предизборно номиниран како заеднички кандидат? Сите опции се во тек. На вистина бараме кандидат кој што не е најприфрлив за СДСМ или за ДУИ, најприфрлив за граѓаните. Тоа е. Ама во вашата партија велат тој треба да биде наш кандидат. Кога се вели наш на СДСМ. Пазете, треба да биде кандидат на граѓаните. И особено СДСМ, па и апсолутно ние не сме оптоварени со етничка припадност, политичка припадност или никаква да нема политичка припадност. Значи, навистина треба да го најдеме човекот кој што ќе е консенсуален кандидат за најголем број на граѓаните. Немаме предрасуди дали ќе е партиски од едната, од другата партија или може ќе е надпартиски, нема да е воопшто член на ниту една партија. И такви примери не знам. Еве ќе спомнам министерот за надворешни работи Никола Димитров не е од ниедна партија, тој напротив беше истакнат десничар долго време во минатото, па сепак е дел од оваа влада затоа што сметавме дека е најдоброто решение во моментот. Ама таков Никола Димитров ја нема поддршката во така нареченото тврдо крило во СДСМ, кој по дефолт има недоверба кон кандидати кои протекнуваат од ВМРО. Мислам дека со начинот на кој што действувавме во изминативе неколку години, па еве и со назначувањето на господинот Димитров го покажавме спротивното. Апсолутно не е така. Ние немаме никаква предрасуда кон било кој што сака да работи во контекст, во правец нашите заеднички стратешки интереси. Ама да сме искрено за тоа. Како што Димитров, иако е победување десничар, ама апсолутно е цврсто застанат на патот на евроатлантските интеграции на Македонија и го изоде тој најголем дел од тешкиот пат. Сега го земавме како пример, зборуваме за него. Но имаме и други такви случаи во нашата влада, еве барем имаме представници други на десничарски партии, тука е Стојан Чангелов, тука е Љубе Бошковски, тука се ВМРО Народна партија. Не се можеби на толку високи истакнати позиции, но апсолутно прилично е шаренолика идеолошката матрица, поставеност на владеачката коалиција. Така што може би било така во минатото, но апсолутно во СДСМ не се размислува повеќе така. Вие сте министер, меѓу другото, и за информатичко општество, за јавна администрација и така натаму. Во ова време на така наречена немок или потреба од порационално трошење, уште ли имаме ние вработени во администрацијата кои примаат плата и клатат врата? Се решивте со тоа? Јас тоа го кажувам како е вид на контрадикторност, но испадна ова е поголем проблем во моментите кога се решава, отколку кога 10 години постоеше и тие реално сите земаа плата, не одеа на работа и никој ништо не зборуваше. Ама тие 10 години ние го суспендиравме тој така наречен режим. Сега очекуваме тоа да биде решено. И сега сме во фаза на решавање. Значи дел од нив тргнаа на работа, подпишани се договорите, дел се во фаза на реализација, односно се одвиваат кои што и мене ме нервираат административните процедури. Ја велам доаѓам од приватен сектор, меѓутоа тие се законите кај нас се такви, ги менуваме едно по едно. Дел се оние во втората фаза што ги кажавме. Го кажувам тоа секаде, ќе го повторам и овде, до средината на 2019 година и процедурално сите да бидат завршени, повеќе во Македонија нема да имаме вакви случаи. И сега не е толкав бројот, апсолутно далеку од тој број кој што го имаше претходно. Дополнително, оваа влада, и тоа веќе и со закон не е возможно, нема да вработува на таков начин. Значи, невозможно е во иднина да се вработуваат луѓе на таков начин. Така што, паралелно на овој процес, заедно со таа толку фамозна реорганизација и оптимизација која што подготвуваме, но заедно со Европската унија и Сигма, значи не работиме сами. И јас сакам утре да ги имам резултатите и се да е готово, меѓутоа за жал се процеси во кои што треба да имаме пред се поддршка од партнерите од меѓународната заедница кои што на крајот на денот не ценат што правиме во делот на реформата на јавна администрација. Вие доаѓате од приватен сектор, така? Да. Замислите да се соочите со буџетски дефицити поголеми. Што ќе направите прво? Ќе редуцирате човечки ресурси. Зошто не се одважувате да кажете стоп, доста е, пренагласено е.
Тоа реално гледано нам ни создава хаос во кој вие примате, другите ви остануваат и така натаму и само се дуе балонот. Не се дуе, се тука ќе ве демантирам. Да. Лани прв пат во историјата. Прв пат во историјата имавме помал број на вработени во јавниот сектор отколку претходната година. 1000. Помалку. Сега ги следиме бројките. Значи го знаеме бројот на луѓе кои што го напуштаат јавниот сектор. И знаеме од прилика, сега ќе го извадиме и точниот извештај, имаме обврска законска до 31 март, колкав број влегле. Пред неколку дена бев на една друга телевизија, нема да ја спомнам. Ме прашуваат дали имате лектор во Министерството по македонски јазик. Нема. Па знаете ли дека имате законска обврска? Се треба да вработам, веројатно, така. И ред на други законски обврски кои што еден пример ви кажувам. Тоа е жива материја. Ама што мора да каде е одговорното однесување? Да се следат потребите на институциите, да се следи одливот и да се намали приливот согласно. А зашто мора да имате лектор? Во услови на денешна брза интернет комуникација, па што ти пише во законот? Имате милион преведувачки и стручни компетентни лица кои ќе го лекторираат тоа. Ваша колешка новинарка ме праша тоа прашање и смета дека треба да имаме. И во законот е така, не треба да имаме лектор по македонски јазик. Ако не треба го смениме законот. И лектор по албански од утре. Треба и лектор по албански, точно. Кога сме веќе на тоа велите дека се намалува вице-премиерот за евроинтеграции ќе формира комисија главно од албански кадри за реализација на големиот проект за примена на албанскиот јазик во Македонија. Јас се прашувам, од тие силни кадри што ДУИ ги прими и вработи, нема кадри да се алиментира во комисијата на Османи и на таков начин треба да се излагаме на ризикот дека се што примивме е неспособно и повторно бараме решение надвор од тимот кој игра. Прво, околу делот на комисијата за имплементација, апсолутно нема да е моноетнички, ако таков печаток остави, тоа беше еден, ќе кажам, работен состанок на дел од луѓето од владата. Комисија на владино ниво се уште формално не е формирана и таа ќе биде секако формирана со цел да ја следи имплементацијата на законот. Второ, апсолутно првиот ресурс кој што ќе се побара ќе биде од делот на вработените, актуелните во јавниот сектор. И тука сметам дека ќе успееме да пополниме голем дел од потребите, така што крајен случај е дека ќе имаме потреба и за нови вработувања, затоа што пример ќе ви дам. И во нашето министерство, и во ред на други институции. На веб страните, согласно новиот закон, ќе треба да имаат и албанска поддршка. Некои институции веќе имаат, некои немаат. Значи во некои институции нема човек кој што може да преведува. И не можеме да земеме било кој што е само по етничка припадност албанец, му е албански мајчин јазик и веднаш не е преведувач, треба да е сепак минимум стручно лице. Има тука еден дефект. Ние кога викаме примена на албанскиот јазик, мислиме дека тој што ќе го применува треба да знае само албански јазик. Не, во овие средини, во комуникацијата меѓу граѓаните, централната и локалните власти, основната премиса е паралелно да ги знае и да ги владее двата јазика. Апсолутно. И без тоа нема примена ни на албанскиот ни на македонскиот јазик. Она што е мислам позитивното, некаде во јавноста беше начекано и на нош, и ако и да објасниме, формирањето на агенцијата која што треба да следи имплементацијата, олеснува имплементацијата на законот, токму е во насока за намалување на бројот на вработување по други институции за поддршка на овој јазик. И токму затоа институциите кои што нема потреба, немаат толкава потреба за преводи, за користење на двојазичноста и така натака, ќе се обраќаат до оваа агенција која што ќе им пружа сервиси и услуги на сите нив. Повторно, кога велиме се формира нова институција, оваа агенција, пак примарниот ресурс ќе го бараме во актуелните вработени. Евентуално, во крајен случај, ако нема, тогаш ќе се примени вработување од страна. Меѓутоа, повторно, имаме време на адаптација за прилагодување на овој закон. Не е веднаш од утре почнува да се применува, таму кај што може, добро е да може, но онаму каде што не може, свесни сме за институциите каде што не се во можност веднаш тоа го направат, токму затоа имаме период на формирање на агенцијата која што ги пружи услугите на сите да може да го применат закон. Кога влегуваме во овој прилично обемен и важен политички, па и да речем лингвистички зафат, сте направиле контакти со филолошките катедри да видите какви се потенцијалите и во однос, да речем условно, на македонистите и во однос на албанолозите. И дека тоа се ресурсите кои ќе нема додатна штета на квалитетот на јазиците.
Она што за мене е битно е дека Македонија коначно, и која да е таа цената, треба да ги реши сите големи отворени прашања. 30 години живееме оптоварени со јазикот, со соседите, со дали ќе не биде или не. Сега таа приказна е загарантирана. Македонија е загарантирана нашата иднина. Дајте да ги направиме сите потребни чекори, и тоа е наша стратешка вредба, едно општество за сите. Јас и лично, по убедување сум социјалдемократ, левичар. Ако можеме и кинески да зборуваме сите, јас веднаш тоа би го направил. Некој да можеме го вбризга сега во глава, веднаш ќе прифатам. Не, дури на моменти се плашиме да кажеме дека е време за факултативно изучување и на албанскиот, и особено мора да се учи македонскиот. Да не забораваме дека Волебик ни остави на опсе стратегија дека треба мултиетничноста да биде. Но на овој начин на кој што ние им порачуваме на сите граѓани на државата дека власта е релаксирана на тема на јазици, па е таа порака и кон тие млади, еве во случајот етнички албанци, и тие ќе бидат релаксирани во однос и на етничката припадност и во однос на јазиците, и нема да почувствуваат ако некој чувствувал досега и одбивност и да зборови на македонски кога гледа дека македонците го почитуваме албанскиот јазик, секако повеќе и тие ќе го почитуваат македонскиот јазик. Дамјан Манчевски, ви благодарам што бевте гостин во отвореното студио. Се наближува за една минута нашите вести, ја морам да се префрлам тамо. Благодарам за поканата. Се надевам дека за реформите во јавната администрација ќе поведеме една позначајна дебата. Благодарам.